Почитувани, 3 години поред Универзитетот Кирил и Методи бележи пат на рангирањето на Шангајската листа. Од 1816 место во 2019 година, денес Универзитетот се наоѓа на 1944 место. Образованието од година во година ни тоне. Погрешните реформи и стратегии кои се преземаа од страна на власта го потврдуваат нивниот негативен ефект. Целокупниот воспитно-образовен систем е во криза со оваа власт која не спроведе ниту една позитивна мерка која би го подобрила стандардот на учениците, средношколците и студентите. Во овој момент, за неконзистентноста на системот говори самиот факт што учениците посетуваат настава со физичко присуство, а студентите се уште онлайн, дури и на практична настава и вежби. Оваа власт на СДСМ и ДУИ не иницира иновации, нема нови унифицирани бази на податоци, нема реформи во високото образование кои се спроведуваат согласно потребите на пазарот на трудот и општествените потреби. Затоа науката е на ниско ниво и затоа имаме ниско рангирање на Шангајската листа. Истражувањата направени минатата година потврдуваат дека образовните политики на актуелната власт се исклучително погрешни. Оваа власт не се вклучи со ниту еден генерален став за избор на стратегија за образовниот процес, туку истото зависи од желбата на оној кој е министер за образование. Универзитетот Кирил и Методи во моментов како да нема ректор, затоа што универзитетите не се вклучуваат во општествените процеси во државата, иако има потреба од тоа. Почитувани граѓани, со ваквиот однос се докажува дека со оваа власт политиката е длабоко вкорената во образованието. Универзитетот Кирил и Методи е на листата позади бројни универзитети од регионот и секоја следна година бележи пат на ранг листата. Декларативните заложби на оваа власт уште еднаш потврдија дека образованието како главен инструмент за развој на државата е на последно место на нивната листа на приоритети, ако воопшто ја имаат. Ви благодарам.